Добро вечер, драги пријатели. За нас е големо задоволство што сте овде со нас. Ви посакуваме да се чувствувате пријатно и удобно. Се надеваме дека ќе успееме да ги стоплиме вашите срца во оваа студена зимска ноќ. Она што ќе следи оваа вечер е едно волшебно доживување. Ќе отклучиме една врата со клучот на нашата имагинација, а зад неа се наоѓа една поинаква димензија. Димензија на срцето и умот. Заедно ќе се вратиме низ времето пред околу 2000 години, во земја далеко одовде. Нашата станица Витлеем. Ако сме доволно тивки, може ќе успееме да го чуеме ангелскиот хор. Може мудреците ќе поминат покрај нас следејќи ја звездата. Да, може и ние ќе ја видиме звездата. И Марија со Јосиф како макотрпно чекорат низ Витлеем. Ќе го почувствуваме растрепереното срце на Марија. И најпосле детскиот плач на Исус кој најавува спасение. Дали ви звучи познато? Но ајде да се вратиме на почетокот кога започна се. Многу одамна, пред околу 2000 години, беше испратен ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет кај една девојка. Таа беше верена за маж чие име беше Јосиф, од домот Давидов. Името на девојката беше Марија. Кога влезе ангелот кај неа рече: "Радувај се благодатна, Господ е со тебе." Марија пак, штом го виде, се вознемири од зборовите негови и се прашуваше што значи тој поздрав. Тогаш Гаврил и рече: "Не плаши се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. Ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот, и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид. И ќе царува на домот Јаковов за секогаш."
знаеше, драга Марија, твојот син е цар. Дали знаеше, тоа твое чедо носи спас за нас. Тој што живот доби од тебе живот и дари. Живот што го роди може бура да смири. Дали знаеше, драга Марија, по вода тој ќе оди. Дали знаеше, драга Марија, кај ангели што одат, кога детето ти заспива во прегратките твој, лицето што ти го бакнуваш е лицето на Бог. Слепи гледат, глуви слушат, мртви оживуваат. Со еден збор тој лекува и смрт победува. Дали знаеше, драга Марија, Создател е нас е. Дали знаеше, драга Марија, жртвено е јагне. Дали знаеше, дека твојот син ке го води народот, дека тоа мало дете е лицето на Бог. Јасу дали знаеше, драга Марија, твојот син е цар. Дали знаеше, тоа твое чедо носи спас за нас. Дали знаеше. Во тоа време царот Август издаде заповед за попис на сите жители. Затоа секој требаше да се врати во својот роден град. Бидејќи Јосиф беше во Галилеја, во градот Назарет, се врати во својот роден град Витлеем, за да се запише со Марија. И кога беа таму, неизе и дојде време да роди. Градот беше полн, но срцата на луѓето празни. И ниту еден дом не беше отворен за Марија и Јосиф. Единствената отворена врата беше онаа на шталата во Витлеем, каде во најтемниот дел од ноќта, во тишината, меѓу соништата дојде спасението на светот. Беше тоа многу одамна пред многу векови. Зимстенок во градот Витлеем, градот заспан и заборавен, тонен длабок мрачен сон.
тоне в длабок мрачен сон, тоне в длабок мрачен сон, секој чекор болим создава, за ни врата не се отвара, студо до коски се пробива, заморот пак очи затвора, за нив нема топол дом, барем еден топол дом, барем еден топол дом. Градот задни веќе остана, Витлеем во соне потона, Марија е во агонија, Јосиф одваја подкрепува, за нив нема мирен сон, барем малку мирен сон, барем малку мирен сон, тогаш небото се отвори, город ангели се појави, песна небесна се разлеа, кона љубава рапсодија, ни се роди Месија, ни се роди Месија, ни се роди Месија. Беше тоа многу одамна, одамна пред многу векови, зимска ноќ во градот Витлеем, чуден мире и во јаслите, секој спие сладок сон, толку сладок мирен сон, толку сладок мирен сон, толку сладок мирен сон. На бебето му беше дадено името Исус, како што Гаврил и пренесе на Марија. Иако немаше место за него во Витлеем, сепак небото му отдаде чест, подарувајќи му ја најсветлата звезда. Ниту еден човек не ја знаеше големината на тој момент. Луѓето, затворени во своите домови, неволно чекаа нивните животи да започнат. Сосема несвесни дека тоа веќе се случуваше. Бог се отелотвори меѓу нив и сега мирно спиеше во јаслите. На другата страна пак од светот, тројца мудри луѓе, несвесни за она што Бог го подготвува за нив, тргнаа на далечен пат, верно следејќи ја Божјата светлина, која ги носеше кон вистината. Така пристигнаа во куќата на Марија и Јосиф. Тивка ноќ, света ноќ, ноќен мир владее, само мудреци по патот следа. Исус Христос се роди, Спасител засиот свет.
Додека земјата мируваше и Витлеем беше потонат во сон, не многу далеку на ливадата седеа пастири и го чуваа стадото свое. Одеднаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли, па тие многу се уплашија. Тогаш од небото слушнаа глас: Не плашете се, еве ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господов. Ова ќе ви биде знак. Ќе најдете повиен младенец кој лежи во јасли. И кога го рече тоа ангелот, се појави многубројно небесно воинство, кое пееше: Слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Слушај ангелски хор пее, слава во височини, мир дае по сета земја, добрина кај луѓето. Народи погледнете, во еден глас дружете се, радосно извикнете, дојде спас во Витлеем, слушај ангелскиот хор, пее слава за тој цар. Слушај ангелски хор пее, слава во височини, мир дае по сета земја, добрина кај луѓето. Народи погледнете, во еден глас дружете се, радосно извикнете, дојде спас во Витлеем, слушај ангелскиот хор, пее слава за тој цар. Кога заврши ангелскиот хор, пастирите решија да отидат до Витлеем и да го видат претскажаниот настан. Кога пристигнаа, ги најдоа Марија и Јосиф со младенецот. Штом го видоа, раскажаа за чудесниот настан што ги доведе до тука. А сите што слушаа се восхитуваа на она што им го говореа пастирите. Марија ги зачува сите тие зборови, сложувајќи ги во своето срце. Иако светот беше незаинтересиран за раѓањето на царот, сепак во таа мала штала на скромен начин му се оддаде слава на Бог. Коетете ова крај
нашиот цар од небо тој ни се дарува. Денес Христос се роди, Исус Божиот син. Тоа е Исус нашиот цар од небо тој ни се дарува. Денес Христос се роди, Исус Божиот син. Денес Христос се роди, Исус Божиот син. За да го утврди, зашто дете ни се роди, син ни се даде, власт е на раменјата негови, и ќе биде наречен чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, Кнез на мирот. Неговата власт и мирот бескрајен ќе расат врз тронот на Давид и во царството негово, за да го утврди и да го засврсти преку суд и правда од сега па до века. Одојдете сега во Вифлеем. Видете за нас Спасител се роди, секој да се поклони, секој да се поклони, секој да се поклони на царот. Ти кој што се роди, за нас сите денес, о слово што се оделотвори. За тебе денес теме со радост, о секој да се поклони, о секој да се поклони, о секој да се поклони на царот. Дали ова е важно за нас денес, или пак е само мит проткаен низ годините? Окупирани со празничните трпези и украси, може би ја промашуваме целата суштина. Ако Христос навистина се роди, тогаш што би представувало тоа за нас денес? Живеејќи во неизвестност, борејќи се за некаква основна екзистенција, дали може да примениме нешто од ова? Која е пораката? Која е пораката што се пренесува повеќе од 2000 години?